Почитувани. Зоран Заев и СДС се побрутално го спроведуваат планот да ја направат партијата држава, а државата партија. Вработувањето на партиски војници и послушници не запира, а сето тоа со стотици милиони денари во буџетот го плаќаат граѓаните на Република Македонија. По кој критериум Заев ја вработи ќерката на Тито Петковски во владата? Според кој критериум комедијанти се вработуваат на одговорни позиции? Дали е вистина дека во владата се вработени лица кои биле предмет на кривичен прогон и во Македонија и во Германија за поседување на големи количини психотропни дроги? Граѓаните не се должни ниту да ги плаќаат фактурите на Тито Петковски кон Заев, ниту се должни да дадат еден денар затоа што Заев вработува комичари во владата, како благодарност за одработувањето за него и СДС во изминатите години наназад на разни платенички протести и преку проекти спонзорирани од странски фондации. Стотици милиони денари од буџетот секоја година, наместо да се трошат за нови училишта, болници и спортски игралишта, ќе се трошат за партиски вработувања на Зоран Заев и на неговото одолжување кон партиските војници и профетери, кои глумеа граѓански сектор, за да дојдат до фотелјата заедно со СДС на власт. Колку и комедијанти да вработува, трагедијата е и ќе остане ваквата политика на антиреформската влада на Заев. Трагедија е граѓаните да ги плаќаат фактурите на Заев кон Тито Петковски и граѓанските платеници и профетери. На ваквиот хумор му е поминат рокот на траење. Почитувани граѓани, народот не смее да биде доведен во ситуација со стотици милиони денари народни пари, да се плаќаат извршители, војници и послушници на Заев, кои се делот од планот државата да се претвори во партија, а партијата во држава. Граѓаните се во неизвестност за својата иднина и за иднината државата, гледајќи ги ваквите недемократски и срамни потези на владата на Заев и СДС. За само месец и пол СДС започна да воспоставува режим во Македонија, но отпорот од народот ќе го почувствува многу брзо. Ви благодарам.